Македонската демократија е погазена, се заклучуваат пратеници, се пцујат вработени. Дали решението за овој хаос е предвремени избори? На овие теми разговараме со професорката и пратеникот во ДПМН Иванка Василевска. Професорке, добре дојдовте во студиото. Добре ве најдов. Така, да почнеме од ова што е најактуелно, тоа е случувањето во собрание. Почна да ве заклучуваат. Што се случува во собранието? Во собранието се случува еден организиран хаос, кој што е добро режиран и диригиран од страна на претседателот на собранието, господинот Талат Џафери. Секако во колаборација со парламентарното мнозинство, но и со структури на МВР кои што дефинитивно не се службеници на собранието, туку лична, гарда, и тоа во пежоративна смисла го кажувам на претседателот на собранието Џафери, бидејќи очигледно начинот на кој што тој комуницира со службите и начинот на кој што тој ја третира целата таа администрација им е веројатно вообичаена, можеби дури и посакувана. Не можам поинаку да го разберам однесувањето на луѓе кои би дозволиле да им наредува вчерадента на 2 пати да ги заклучуваат со некои небулозни аргументи вратите од пленарната сала. Ова е покажување на сила и покажување на моќ. И тоа е многу лоша слика. Јас вчера во еден од моите настапи на говорницата, кога се симнував, му реков, твојот начин на однесување можеби нема да има ефект ни кај нас тука, ни на граѓаните што не следат. Но затоа амбасадите, особено Европската комисија, добро ги бележи сите овие однесувања и сето ова влегува во сите тие белешки записници и тоа е дополнителен товар на кичмата на македонските граѓани на патот кон Европската унија. Од таа причина сметам дека на овие луѓе и не име до Европска унија. Едно е флоскула и декларација. Ако ми дозволите, јас ќе ви кажам едно мое размислување и од вчера сум се поубедена дека е така. Вчера во собранието беа не повеќе од 7-8 пратеници од владеачкото мнозинство, од кои повеќето беа истакнати представници на шарената револуција. Тие имаат 3 збора кои што ги верглаа постојано, барајќи предвремени избори и барајќи промена на власта пред 5 и нешто години. Тогаш, во тој период, тие велеа диктатура, мислеа на владењето на поранешниот премиер Никола Груевски, бараат правда и бараат мир, правда и мир. Истите тие луѓе кои што грлата ги искина овде пред владата, говорејќи, викајќи, врескајќи, истите тие кои што толку жестоко и агресивно водеа кон насилна промена на власта и практично насилно ја променија власта, бидејќи колку сака нека биде тоа занемарувано, првиот мандат на поранешниот премиер Зоран Заев беше нелегитимен, бидејќи е спроведен неделовнички, е спроведен противуставно и со недоволен број на пратенички гласови. И најважното, не победија на изборите. И тоа сите го знаат. Да, тоа посебен момент беше, но и тој изборен инженеринг кој што се направи со откажувањето на соработката од страна на Демократската унија за интеграција во јануари месец 2017 година и посебно пораката со Тиранската платформа покажа дека работите ќе се одвиваат во неубав правец во однос на Македонија. И тоа го гледаме, можеби тогаш беше простете се во лудите глави на ВМРО-вците и не знам кои таму, но денеска ние живееме таа реалност. Сега, кога ќе го земеме тоа се сума сумарум, има едно правило, тоа исто така еден воспоставен принцип на анализа за вакви процеси уште од времето на француската буржоаска револуција. И ние сите добро ги знаеме оние познати максими. Револуцијата ги јаде своите деца, еве видовме како ги заде шарената револуција своите деца. Понатаму, тека власта му припаѓа на народот, што е комплетна манипулација, бидејќи овдека ниту народот, македонскиот конститутивен народ, ниту пак граѓаните на Република Македонија имаат допир со одлуките и со дејствувањата на мнозинството. И токму затоа ја правам оваа паралела, јас бев вчудоневидена, дури изгрозена од гротескноста на одредени колеги пратеници од опозицијата, кои буквално
се исмеваа со нашето инсистирање да службите ги отклучат вратите. Не стануваше збор за тоа дали нешто ќе се случи нели од надвор од протоколот, но што треба да се случи. Извинете, зашто ве заклучи? За да се изгласа дневниот ред? Не, дневниот ред веќе беше пред едно 10 дена совлада, нели после 2 дена, расправа долго, нели мако трпна, која што е дел од активниот бојкот. Така и го започнавме активниот бојкот откако новоименуваниот и нелегитимен, бидејќи нема легитимитет од граѓаните, премиер на владата Ковачевски не се одзва на поканата на лидерот на опозицијата Мицковски да седнат и да договорат нели како да се излезе од оваа криза преку спроведување на фери демократски предвремени парламентарни избори. Значи, тоа помина, но ова вчера беше пребројување, бидејќи ние во нашиот активен бојкот сме во рамките на собранието, си ги обавуваме обврските, но сме цела пратеничка група ангажирани на секоја една точка. И на тој начин покажуваме, прво, дека тенкото владеачко парламентарно мнозинство не може да го издржи притисокот на опозицијата, бидејќи не стојат на стабилни нозе. Мораат да ги донесат и Мендухтачи, и господин Али Ахмети, и други уште господи и господа, кои што се само протокол во собранието во однос на нивното присуство се разбира, инаку се пратеници. Инаку не може да остварат кворум. Со нашето присуство и со нашата активност, тие се исто така во офсайд, бидејќи очигледно дека нивните пратеници не се во текст со предлог законските решенија кои што доаѓаат масовно од владата, кои што не само што доаѓаат и се доста проблематични, туку и многу често се случува на 3, 4, 5, 6 месеци да се дојде со нови предлози на дополнување на истите законски решенија, па со некои видоизменување и така натаму, што создава една хаотична слика и тоа е уште еден сигнал кој што ние го праќаме за да отсликаме на најдемократски начин состојбата на неиздржливост на вака поставеноста на работите и нели необходноста од наоѓање решение кое што би било предвремени парламентарни избори.